Постоеше една полемика или прашања дали домашните компании ги добиваат истите услови, истите можности и зошто тоа не е така. Како прво, ова нам во многу случаи кажано, но да го повторам уште еднаш. Според Законот за технолошко-индустријски развојни зони воопшто не постои дистинкција на домашна или странска компанија, на домашен или странски капитал и на кој начин тој капитал се фаворизира. Пред се она што е важно е дека сите компании, без разлика какво е потекло на капиталот, се домашно регистрирани компании за да ги добијат овие фаболности. И еден Джонсон Контролс, и Джонсон Мети, и Кемет, и Ван Хул се пред се домашно регистрирани компании и како такви аплицираат за сите тие поволности. Она што е важно е да се каже дека компаниите кои веќе постојат и функционираат на територијата на Република Македонија, не е дозволено тие да ја префрлат дејноста, што значи да го затворат постоечкиот производствен погон и да влезат во зоните заради добивање на определени бенефиции. Но во случајот на две компании, како што кажавте, тоа е компанијата Технопласт и компанијата Хајтек, двете тие компании ќе ги прошират своите активности. Значи ќе имат дополнителна дејност или ќе ја прошират својата постоечка дејност со инвестиции во зоната, тоа ќе биде овдека во Скопје, каде што сето тоа ново дополнително производство само за тој специфичен проект ќе можат да ги добијат релевантните бенефиции и нормално сите тие активности ќе бидат наменети за странскиот пазар, не за домашниот пазар. И со самото тоа директно и на терен сега докажуваме она што долго време го кажувавме, дека домашните компании не се на ниту еден начин дискриминирани. Но она што е многу поважно, мора да се земе во обзир зошто ова се случува. Голем број на компаниите не може директно нити да влезат во технолошко-индустријските развојни зони, бидејќи видот на индустриите и активностите таму се прилично лимитирани. Значи, таму не може да влезе земјоделие, не може да влезе преработување на храна, не може да влезат производство на енергија, минерални суровини и сето она што директно би ги кршело правилата и прописите за некои такви зони според европските правила и прописи и мора секако да биде лесна индустрија, бидејќи сето она што ќе биде лоцирано за домашниот пазар не може да ги добие бенефициите заради рушење на правилата на конкуренција. Така да и сега апелирам до било која домашна компанија која има интерес, слободно нека се обратат. Сега веќе гледаат дека такви можности постојат, ние секако ќе ги разгледаме тие можности, ако постои начин, ќе помогнеме, ако не, ќе им дадеме друга потенцијална можност како тие компании да бидат поконкурентни.